Речиси 36% од сите американци се целосно вакцинирани за COVID-19. Во просек се даваат по 2 милиони дози секој ден. Но темпото на вакцинација во изминативе недели опадна поради помалиот интерес, па властите преземаат мерки да ги поттикнат луѓето. Прекрасна мајска вечер во The Ridge, нов надворешен дел на Центарот за уметности Кенеди во Вашингтон. Луѓето чекаат во редици за да се вакцинираат. I just wanted an easy way to get the vaccine, and this was about as simple as it got. I rode my bike here. It was perfect. Но има и дополнителни привилегии за оние кои се вакцинираат овде. Процесот се одвива без закажување, а по боцкањето следува и бесплатно пиво. Оваа комбинација го привлекува Джонатан кој е во посета на градот. I actually learned about this by watching a TV commercial about an hour ago while sitting in my hotel. И оние кои не пијат пиво се привлечени поради едноставноста на процесот и добивањето вакцина на Johnson & Johnson која има само една доза. People either want the vaccine or they don't, and so like incentivizing someone with beer, I don't think is gonna, change much. But it was, again, that coupled with we want to see the reach, we have the societal pressure. Локалната власт во Вашингтон и една регионална пиварница се здружија во Центарот Кенеди на настанот кој е наречен "Вакцинирај се и испи пиво". There you go, and congratulations on your vaccine. I think the beer is just a bonus when you come to get your vaccine. It happened very quickly, within 48 hours, so I think it was mainly the mayor's office who made it happen. Did you need a getting Johnson & Johnson today? Настаните како овој помагаат да се постигне целта која ја постави председателот Џо Бајден, да се вакцинираат 70% од возрастните американци до 4 јуни. We've got sites across the district that are going to be open every day on a set schedule, but we're also going to have pop-up events like this in order to make sure that our residents have the clear knowledge that the vaccine is free, that it's accessible, and it could even be fun. Градските здравствени власти сметаат дека овој настан беше успешен. I wasn't sure how the turnout would be, but we've had a great turnout. Patients seem really eager to get the vaccine. I think any of these events are great. Anything that makes it more accessible to the public. Оваа недела во Вашингтон се укинуваат ограничувањата за капацитет во рестораните, црквите, теретаните, базените, организирањето свадби и други настани. Рестрикциите за поголеми спортски и забавни настани се очекува да бидат укинати наредниот месец. Повеќето рестрикции се веќе укинати во поголемиот дел од Соединетите држави, а во четвртокот Центарот за контрола на болести објави дека луѓето кои се целосно вакцинирани повеќе не мора да носат маска ниту на отворено, ниту на затворено, освен во посебни ситуации како на пример при патување со автобус, воз и авион. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.